Водата во Штип е безбедна за пиење. Излеаната бела материја се уште не е испитана, но засега нема индиции за помор на живиот свет во реката. Ова го изјави градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски, кој заедно со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули беа на увид по течението на река Брегалница. За среќа, бунарите на општина Штип за водата за пиење на граѓаните се чисти, се на повисока кота и не се воопшто допрени од страна на таа материја. Центарот за јавно здравје и јавното претпријатие ИСАР ги прават анализите и досега немаме установено или немаме некаква анализа на заматување или на вода со полоши квалитети од тоа што била претходно. Така што тоа е добрата вест која што секако сакаме да ја слушнеме сите и да ја знаат граѓаните. И секако дека материјата која што е истечена во реката Брегалница е транзитно помината само низ коритото на реката и во првите анализи покажува дека нема остатоци и оштетување на животинскиот и растителниот свет во реката Брегалница. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули вели дека државниот инспекторат и локалната самоуправа брзо реагирале, а веќе е изречена и мандатна казна. Директен предизвикувач на екохаваријата е транспортна компанија од Србија која превезувала материи за потребите на Technical Textile. Компаниите се соочуваат со парични казни од 3 до 100.000 евра, изјави Јани Макрадули. Кога ќе се добијат анализите од лабораторијата, која ќе се состави досието, тогаш и ќе се донесе и конечната одлука за висината на казната, бидејќи загадувачот плаќа. Тоа е принципот по кој што се работи и без разлика што ненамерно било, сепак тоа мора да се плати штетата што е направена на биодиверзитетот. Мене ме радува што првичните информации се тие, нема помор на риби, материјата не е токсична. Брегалница пред 3 дена неколку часови беше бела. Количините на белата материја и нејзиниот состав се уште не се познати, но се знае дека истата не се наталожила и не предизвикала помор на рибите.